Добро утро, секое утро. Еве, после овие рекламни пораки, ние си продолжуваме со нашата утринска програма, впрочем, како што и најави мојата драга колешка Ирена. А сега, она што ќе имате можност вие покрај мене, да погледнете какво шаренило од убавина имаме во ова наше студио. 2 наставнички и 4 прекрасни дечиња. Еве не во кадарот и ќе ни биде мощно интересно во утринскиве часови, со оглед на тоа дека имавме гостинче кое што ја сака македонската музика, младо момче, меѓутоа имаме наставнички сега кои што ги учат нашите дечиња, но на исто што е наше македонско традиционално шиење, плетење, везење и така натаму. Добро утро. Добро утро и вам. И добре ни дојдовте. Добро најдовме. Да се представиме. Ема Старковски. Јас сум Вера Доневска. Од Еврокидс. Од Еврокидс, така. Со кого прво да започнеме да зборуваме и добро утро, дечиња. Добро утро. Како сте ни? Добри. Браво, ете така во еден глас, драго ми е што сте добри. Вам најмногу ќе ви обрнеме внимание, само да поразговарам малку со вашите наставнички, може ли? Затоа што ќе имаат можност сега гледачите да погледнат како овие млади дечиња научија да шијат, плетат, да си имаат своји активности, да не бидат со телефоните во раце и така натаму. Тоа беше главната цел. Главната цел. Ајде малку повеќе за тоа за Еврокидс. Еврокидс постои веќе 20 и неколку години, последниве 8 години. Тоа е школа, односно центар за неформално образование. Вклучува изучување на јазици, дневен престој, работиме со дечињата, се она што треба да биде совладано како материјал за во училиште, родителите се потполно слободни од секакви обврски дома, да може да си уживаат со своите деца. Кај нас доаѓаат, ги работат сите работи, се учат лекции, се читаат лектири, се пишуваат домашно, ги спремаме за тестови. Обавезно и на крај се е одличен 5, значи тука нема промашај. Да, горди на своите деца и своите наставнички. На целиот тим е одличен. Така, јас се чувствувам како вие имате комуникација со дечињата и секако дека ќе бидат тоа е взаемна љубов, да знаете. Љубовта пред се. А надвор од училишната година работиме како летен центар за деца, односно Марифет Ленд. Ни се вика, заради марифетите, значи да, каде што децата ги учиме на секакви марифети. Еве може да погледнеме и фотографии во моментот. Секако. Еве овдека може значи ткање, плетење, ги учиме декупаж, ги учиме сапун изработка, восок. Марифетот е токму во тоа, нели, за да ги научите како тие да можат од мали нозе, да кажам, веќе на оваа возраст да стекнат една навика како треба да бидат, како што зборувавме, и трпеливи, за да го завршат производот, да кажам, до крај, така натаму. Еве што правиме, дури готвиме? Секое дете си има своји афинитети, некој е за плетење, некој е за ткање, некој е за готвење, некој е за игра. Така? Не може лесно да седне и да ги работи овие работи од почеток, ама потоа се навикнува. Верувам. Она што мене многу интересно ми дојде токму кога видов на фотографиите, еве како овие дечиња во текот на летните денови кога се на распуст можат на ваков начин да ги едуцирате и да ги воспитувате исто така и да научат да шијат. Сега ќе видиме до каде сме со шиењето и како сме може да почнат они, додека ги гледаме само да ги изгледаме фотографиите, па ќе се сконцентрираме на овие прекрасни наши златни дечиња. Еве како тие ги изработуваат оние задачи, да кажам, нели, кои што им се дадени и како ги учите? Дали го совладуваат она што, дали сакаат? Го совладуваат заради тоа што секоја работилница која што ја правиме, претходно дискутираме на темата, разговараме, посетуваме некои занаетчи, некои бизниси кои што веќе да се бават однапред. Ги запознавате на лице место. Тоа утрешно е, сабајле. Да, обично тоа го правиме предпладне, а во вториот дел од денот, зашто се 8 часа кај нас, веќе тие го применуваат тоа што претходно го научиле и го изработуваат. И секоја работилница нас ни е тематска. Например, сега се актуелни годишни одмори, патување со автомобил најчесто. Еве изработуваме перничиња кои што се за патување, да може децата да се навалат. Да, тие ги шијат, ги полнат целосно, самостално ги изработуваат. Исто така, пред некој ден изработувавме и свекички од парафин.
Предходно посетивме свеќара во Старата чаршија, кој што ни кажа како се работи, како се изработуваат, од кои материјали, набавивме материјали и децата го повторија истото. Значи, секоја работилница ни е тематски поврзана. Посетивме цвеќара, еве Иринеј беше многу воодушевен и многу му се допадна посетата на цвеќарата, и потоа од теглички со техника декупаж изработуваа вазнички за цвеќиња. Браво. Секоја ви чест. Идеите Благодарам. си ги имате. Да. Од секојдневието. Да, од секојдневието. секојдневието. Меѓутоа, еве, колку интересни оние наши, Да, како ова што е кажа. ткање. Ова е ткање како ткањето. подметачи за Да. чаша. И сепак нивната изработка, без разлика колку да има мани и недостатоци, за нив е одлична. Тоа не се тоа е, забележува воопшто, да. сепак се тие нели дечиња. Сега кога сме кај дечињата, ќе ми дозволите, нели? Ајде, Секако да ги повелете. представиме прво. Микрофончето се договоривме како треба, нели? Ајде уште еднаш добре ни дојдовте. Многу ми е драго што вакви весели и убави дечиња имаме ова утро во нашето студио, поготово во нашата утринска програма. Вашето име? Јас се викам Гала Филкова, имам 8 години. Кој училиште посетува? Јас посетувам Марифетленд Еврокидс. И како е таму? Убаво. Што е она што најмногу тебе те воодушевува? И што... Затоа што се шетаме, учиме нови работи и Така. се забавуваме. И си учите да шиете? Од мали нозе, браво. Ајде да го подадеме микрофончето на твојата. Јас сум Нина друга. Георгановска и ова ми е втора година во Марифетленд Еврокидс. Втора година, значи веќе имаме искуство стекнато, така? Да. Кое беше првото искуство? Што правеше таа година? Нешто поразлично од сега? Да. Што правеше? Па лани ги ткаевме, шиевме перничиња, а оваа година... Од се по нешто? Да. Добро. Ајде да го подадеме микрофончето. Јас се викам Карина Браков Карина. Да. и мене ми е втора година во Марифетленд Еврокидс. Така, првата година што правеше? Првата година шиевме перници. И потоа ги користевте за напад како што вели наставничката? Да. Браво, тоа е многу важно и да се искористат, а не само да се сработат. Добро, благодарам. Ајде да го подадеме сега и на момчето кое што го имаме, да не биде само девојчиња, нели? Јас сум Иринеј Несторовски и имам 7 години и ова ми е прва година од Марифетленд Еврокидс. И како е? Многу е убаво. Многу е убаво. Што правиш, Иринеј, ти? Си играме, правиме многу нешта. Одиме на програма. Сега, ќе ни покажете ли вие што правите тука на лице место, онаму каде што сте, а тоа е во Еврокидс, може? Да. Ајде да видиме што правиме. Иринеј, што ќе прави? Кажи. Ја ќе пробам алка и ќе ја дадам на водителката и ќе им кажам вака, повелете ове за вас, зашто вие сте многу добра водителка. Леле, Браво. многу ти благодарам, Иринеј. Ти си едно златно момче. Ако сум јас добра водителка, ти си најзлатното момче. Прекрасно. Добро, ајде само да ни кажете што ќе правите и ќе дојде микрофонот повторно кај мене. Ние девојчињата ќе шиеме и ќе правиме мали перничиња или украси Добро. за украс За да ги дома, закачиме на За да ги ташна. закачиме на ташна, на ранче, на било што. Ајде почнете со работа, а гледачите ќе имаат можност, камерата секако дека ќе забележи како вие со вашите златни рачиња знаете и сте научиле да шиете полека само и внимателни за да го видиме на крајот резултатот, оној што колку е убаво кога ќе погледнете нели она што сте им пренеле за да ги научите и го гледате резултатот. Какво е чувството? Прекрасно. Првен е многу убаво тоа што знаеме дека децава се на некој начин спасени од денешна технологијата, нели, Колку часови во денешната. текот? Ајде малку нешто повеќе за тоа. Како работиме со дечињата во текот на неделата? Така, значи јас би опишала еден ден. Секако. Наутро доаѓаат околу 9 часот тај доцна, затоа што во 9:30 веќе се тргнува на некоја прошетка. Така. Музеи може да биде во природа, најавање коњи, одиме на водно, до матка ги носиме
Значи секој ден е Това се различен. одлични дестинации, Значи тоа е, обавезно да. сите музеи ги носиме во Кино Македонија, ги носиме исто така на промоција на книги, на Виолета Нумовска бевме лани од Скопско лето, ја промовираше својата книга Збунети години, така да децата ги учиме и да читаат и љубовта кон книгата, секој ден имаме по половина час читање, значи Вие да не повика од родителите, да ви кажам искрено, да Ама, видам, ќе ме разберат, да, можете не. да обрнувате на дечињата. И потоа околу 12, да. да, околу 12 часот веќе се враќаме во просториите на центарот и започнуваме, нели, околу обврските секој ми е рачиња поставуваат, кој поставуваат јадење, тањири, значи сите имаме обврска, секој различен во различен ден си има различна обврска. Се јаде, послушни, генерално, ама треба да бидат никогаш така. Едни други потоа си И сакаат потоа, да помагаат. Да, сакаат да Многу помагаат и сакаат. да учествуваат во целиот процес. И потоа околу 12:30 почнуваат со својот ручек, во 1:30 се завршуваат се собираат тањери, сите помагаат. И во 1:30 се почнува со некој марифет, значи дали шиење, дали плетење, дали шиење, дали плетење, дали декупаж, исто така ние изработуваме и сакси. Они треба да ги стругаат, оној сензорниот дел, па потоа ќе се засади цветења. Исто мора да кажам дека денеска, утре, да, одлични се. Веќе се спремаме за хуманитарен базар, што го правиме секоја година по 2-3 пати во текот на годината за дете кој што има потреба некаква од финансиска помош. Значи имаме и хуманитарен. Обавезно хуманитарно сите се поканети да дојдат да не посетат на булевар Климент Охридски 58Б во понеделник, во петок и во понеделник од Сабајла некаде од 10 до 4:30 сме таму да купат нешто, со тоа донираат пари за детенце кој што има потреба. Во овој случај тоа е Филип, кој што му е потребно да му помогнеме. Да, операција на очињата. Да му помогнеме и посакувам да биде се во ред. И значи ги учиме на хуманост, ги учиме на емпатија, дека треба да се помогне. Значи тоа на дружба, тимски да се свати секоја игра, значи да не е надпревар, него малку надпревар и малку дружење да биде. И да нема она зависка кој што во последно време прекрасна дружба има децата. За да едни од други учат, а не да бидат завидни, љубоморни, зашто ти подобро ти или моето не е подобро. Вие ги учите, сигурна сум дека и на тоа. Вакви две прекрасни кога имаат наставнички, родителите воопшто не треба да имаат апсолутно никаква грижа. Ајде сега па тоа се чувствува веднаш. Сега ќе позборуваме и за тоа колку дечиња се во моментов и сите оние кои што во овој момент не гледаат и посакуваат исто така, не е ништо страшно. Дури можеш и да си одиш да си го земеш. Воопшто ништо нема. Во живо сме, така се случува и на сите кај нас. Да. Во нашиот центар максимален број на дечиња е 20, варира од 15 до 20, затоа што над 20 дечиња веќе постанува малку поголема гужва, па не може да се сработи сите тоа и да се посвети внимание. Пака да им се обрне внимание на сите подеднакво. Тоа е максималната бројка со која работиме. Така. Од која до која годишна возраст имаме дечињата? Еве сега има и тука ни се од 6 до 10, ама имаме дечиња што доаѓаат од 4 годишна возраст. Тоа се дечиња кои што имаат повозрастни братче или сестричка. И они си доаѓаат заедно. Имаме деца кои што веќе 5-6 години, ова 8-9 година ние како го правиме Марифетленд. Така да имаме дечиња кои што веќе ги порасновме. Од многу малечки доаѓаат и кога ќе се видат да ви видат. Цело време и кога ќе дојдат после тоа кога ќе се видат со другарчиња кои што биле заедно претходното лето, се радуваат, продолжува дружбата. Супер има. Так. Од каде љубовта кон вас еве за ваква една професија? Тоа морам да ве прашам. Да, јас сум пред се наставничка по англиски јазик. По англиски, така. Да, и од секогаш сакам да работам со децата. Децата шират позитивна енергија и возвраќате со позитивна енергија. Јас многу ги сакам моите ученици, моите деца и секогаш многу пати треба и да се спуштите на ниво на децата, да ги разберат, им треба гушка, им треба бацка, сакаат да бидат заедно,
нормално, се гушкаме, играме, соработуваме, не се караме, не викаме, си Тоа е разговараме за секоја тема. Многу пати ни кажуваат и работи што, например, не можат ни дома да ги Тешко е да ги кажат, споделат па ќе во се, дома. па ќе се советуваме, си разговараме. Со деца Па од потоа секаква сигурно возраст. дека и Да. сето тоа со родителите. Да бидеш ќе си другар на Секако, децата, секако, секако. Родителите колку се задоволни од ова што јас вака сега да не заборавам. Значи мора да упатиме поздрави до вашите мама, тато, знам дека ова утро сте пред ТВ екраните, баби, дедовци кои што ве гледаат како вие сте толку многу умни, вешти во она што го работите, но сигурна сум дека и на училиште имате петки. Како беше крајот на годината? Мојата крајна година беше добра, сите петки ми исклучи, а наставничките беа задоволни од мене, затоа што сум учествувала на сите работи, сега ме одбра мене и за председателка предходната година. Браво. Ние сакаме вакви умни наши идни генерации да си ги имаме. Како помина училишната година? И за тебе? Да, супер. Одлично. Да. Учиш? Сакате да учите? Да. Наставничките исто така покрај сето ова што го имате како вештина и го знаете и многу ќе ви биде потребно во животот понатаму и треба да ги совладувате материјалите на училиште, така? Да. Сите оние предмети кои што ги имате да си учите и да бидете учени, знаени. Добро, одиме со следното твое другарче, со плавите очиња. Дајде. Како помина училишната година? Мојата училишна година помина добро. Да, задоволна си. Да. И сега кој оделение ќе бидеме? Сега јас ке сум трето оделение. Трето оделение, ти кој оделение? Четврто? Второ и трето ќе бидеш или не, колку е тој Сконцентриран. Концентриране мора да го За изработи. водителката работи тој, Да, ама затоа да знаете, најубавото Иринеј парче во на Марифет Линд секој ден си ја чита лектирата Зоки Поки и не само за себе, него и на другарчињата кои што се на негова возраст, да, кога имаме време за одмор, малку за пауза, им чита на глас. Така ли е, Иринеј? Да. Да, така е. И сакаш да читаш книги? Да, многу сакам. До 17 страна Зоки Поки. До 70-та страна. Уште колку страни имаш да прочиташ? До 99-та имам. О, па ти веќе готово, уште малку па си ја прочитал. Што е најинтересно во Зоки Поки? Па дека Лидија му го даде името на Зоки Поки, правото име му беше Зоран, а Лидија му го даде името Зоки Поки. Така е. Зоки Поки ќе го поздравиме ако не гледа ова утро. Да. Докаде сме со изработката на Да. Готови се? Дај микрофончето за да заврши Иринеј. Сега ќе ги покажеме убаво како се вашите, Иринеј, кој е дојди. вашиот резултат. Слободно. Слободно дојди. можеш да си дојдеш Дојди. до наставничката кога те повикува за да најверојатно ти каже колку Да убава ја ќе си. заврземе Многу, алката многу. и да ја Да. подариш на водителка. На раквица. Точно ќе биде. Точно Да. ќе биде. Готови сме? Сигурна сум, да. Јас ќе имам исто како вас. Вас кој ви ја изработи? Да. Исто, Иринеј или? Да, еве имена. Браво, Иринеј. Преубаво. Така. Јас секогаш Колоритно, сигурно сум да колоритно. најкито што ќе ми го подарат Так. децата. Да. Да, Сите петки имате. навистина. Ајде сега јас ќе ги покажам уште поблиску до камерата она што вие го Донеси ми едни изработивте. ножички. Да, И донеси го ми сошивте. ножички, Злата. Еве ги овие. На масичка. Еве го срцето. И ова може да го користиме. Браво. Браво, каква идеја, Многу, гледе. да. 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 Со привеза. Со привезоче. Да. Еве. Само момент. Сето ова од рачињата на овие прекрасни наши умни дечиња, да. Ајде уште нешто за Eurokids за да го искористиме овие минутите, да ги повикаме оние кои што сакаат да бидат дел. Сега работиме како што кажавме со вакви вештини ги учиме дечињата, меѓутоа рековме дека и јазици имаме и така натаму. Да, англиски и германски се главните јазици кои што се изучуваат кај нас. Се разбира, имаме и некои групи со грчки, имаме француски, шпански, но побарувачката на нашиот пазар не е толку голема за тие јазици. Многу добро водител. Може ли да те гушна? Дојди, мамо. Многу благодарам. Благодарам да сте ни живи и здрави. Знаеш ли како ова ќе си го чувам како очите во главата што велат? Затоа што ми е прекрасен подарок од тебе. Да. Ова е нешто... се скина. Како се скина?
Не знам. Но добро, ќе го поправиме ние Ќе го сега кога поправиме, ќе бидеме таму во Алфа телевизија, каде што седев, а може вака да го зацврснам јас, или ти ќе ги ќе ги доставиш ти, само да не се исто раците. И убаво цврсто ќе го заврземе, да. Но како и да, јас ќе се имам најубава на раката. Да. Како што кажавме, да, покрај овие јазици ги изучуваме вештини, да не нешто подзаборавивме, а знам дека имате многу активности, па да ги споменеме за крај. Па генерално тоа е, значи на тие три полиња сме. Обично креативните работилници ни се и во тек на цела година. Имаме во училишта, во Киро Глигоров имавме едно време кај нас во нашиот центар, и во КТК и во центар исто така изработуваме, имаме креативни работилници во текот на викендите и особено кога има празници, Велик ден, Божич, значи тогаш имаме баш и правење на колачиња, оние божични колачиња. Ги учиме на сите Во центреви исто да ги сме има, да ги таму, во стикнат Капитол, во Рамсто да. родиме, каде што децата добиваат бесплатни работилници, сето тоа е спонзорирано од овие центри Рамстор и Капитол. Како ни велеа нашите тоа е. мајки да стекнеме навики. Да, да се стекнат навика на... Многу ви благодарам што ни го вештини. да, што ни Ви го благодарам и разубавивте јас. студиото и што Што не поканивте, ни беше чест. Исто и на нас и на овие прекрасни учествуваме и кажете да вака. пренесеме. Чао, чао на сите наши. Знам дека вие сакате чао да кажете, јас ќе кажам довидување.